Здраво, дечки! Добродојавте во уште едно издание на Точка ТВ. Со нашиот денешен гостин подготвивме еден специјалитет за кој што ни беа потребни само 4 состојки. Тоа се 100 грама смеа, 250 грама забава, околу 700 грама искреност и 1 килограм совети. Уживајте во разговорот со Филип Поповски. Да возам камион, се шало. Пред да ставам познат готвач, не сум познат, сум готвач, бев правник, па станав готвач, ама сакав да бидам готвач. Било која уметност. Имам повеќе такви намирници и храни кои што сум потајно опседнат. Јас сум опседнат со кујна потајно, а понетајно сум опседнат со фрижидерот и стално имам некои намирници од тип на добар ориз за рижото во секое време, песто во секое време и пате од тартуф во секое време. Све. Мене кујна како кујна ми е ритуал. Немам посебни ритуали, немам различни ритуали. Целиот тој момент на кујна, влагање во кујна ми е ритуал сам по себе. Многу тешко прашање ова. Зависи. Ако не е задоволен, грешката е во кујна или што, тогаш излагам, че на гостинот му се објаснува каде била грешката, како ќе ја поправиме и се понатаму што ќе се случи. Ако не е кај нас, онда повторно излегувам на маса и прашувам зошто се случува овој поврат на храна. И ако не добиам конструктивна критика, тогаш се замолкнувам и тоа е тоа. И кјуто. Позната личност. Майкл Джордан, човече. Да. Што би изготвил? Леќа. Да види он што е леќа. Нема. Десерти, колачи, значи мене нова година сакам да ми мирисам цимет и на ванила. Тоа ми е многу битно. Некој прават печења, не дека не правам печења, али сакам да ми мириса за нова година на цимет и ванила. Тоа е за мене нова година. Подварок. Па не сум баш сигурен дека некоја светска кујна е процента, можеби не се актуелни толку источните кујни, не зборам за азиска, зборам за блиски исток кујните, а се фантастично добри. Немам поема, никогаш не му опишам никој пред мене. Немам поема. Па можеби би додал малце трпение кај себе. Не знам. Може би да пеам малце подобро. Пеам добро, знаеш. Што сакам од Дедо Мраз? Тој Дедо Мраз. Еднаш не дојде да каже Фичо, еве ти ова што го сакаш. Што сакам од Дедо Мраз? Порше. Љубов. Скара. Парче торта. Кафеана. Кафе. Тропски краишта. Добар филм. Дали Маджо е твој ресторан? Па партнерски бизнис, дефинитивно. На која возраст почна да готвиш? Не се сеќавам малку, али оддамна, ако збориме за готвење, многу оддамна, а професионално работење во кујна 6-7 години. Теоретски влез во кујна 10-11 години. Од каде црпиш инспирација за готвење? Од музика, дефинитивно, и од семејството. Зошто капата секогаш ја носиш на опачки? Не секогаш. Гледај се, ако ја носам вака и снимаме со светло, често оваа стреја прави сенка на лицето, па тогаш ја вртам вака, за да не ми пречи и на мене и не му пречи на светлото. Тоа е од технички причини. И зависи како сум облечен, ако сум у тренерки и спортски, ја носам на опачки. Кулеве, зашто да не? Јадење кој скроз си гутнал,
Онака да не може во уста да се стави. Многу ретко ми се случува, али ми се случило. Не да го утнам, него ми се случува да го изгорам. И тоа најчесто ми се случува на снимање, од причина што екипата ми е многу добри момци, составена од многу добра екипа и ќе се зазбориме нешто, ставаме уредни, го чекаме нели да се зготви, да го снимиме како тоа изгледа и ние ќе се замоабитиме и добиваме јаглен. Тоа ми се случило неколку пати. Рецепт за pulled pork sliders. Колку време имаме за интервју? Најчесто го правам од цело печено прасе и користам сите делови од прасе, значи тоа рачно се цепка и сега не користам специфичен дел, него баш цело прасе, пошто верувам дека тој состав на месо кој што ќе го добиеш од цело печено прасе, кој што ставам кожата која што е фантастична, значи тоа е у ситуацијава доаѓа како зачин. И мене ми е толку многу добра, така од печено прасе кожата ми е најдобра, али кога ставиш како зачин или pulled pork, тоа е експлозија. Дали повторно ќе готвиш во брза кујна? Сега за сега не, али не знаеме кај ќе донесе времето понатаму, никогаш ништо не се знаем. Има ли курс за готвење во МКД и дали за работа во кујна во Македонија газдите бараат диплома? У оваа работа нема што ти многу диплома. Еве, ја имам диплома за правник, ќе ме вработиш да имам правник кај тебе? Никој никогаш. Диплома у кујна не ти треба, пошто секој ќе те пушти, дечко повели, еве ти кујната да видиме што знаеш. Нема поголема диплома од тоа. Најдобар начин за спремање диво свинско. Дива свиња е многу специфична. Во овој период од годината, поготово оваа година е многу опасно, бидејќи мислам дека постои една болест кај дивите свињи, која што во моментов има кампања за да се спречи и да се стави на минимум, значи треба да се внимава со дивото свинско, секогаш треба да биде испитано од ветеринар, тоа ми е многу битно, значи не користите диво свинско туку така и од било каде. Тоа е прво правило. Второ правило, мора да се маринира минимум 24 часа. Марината е секогаш различна, не секогаш различна, меѓутоа често различна и варира од желбата на вашиот вкус. Имаш ли омилен готвач? Имам многу омилени готвачи, у моментов хит ми е Мети Метисон. Човекот е звер, значи толку е добар, толку е позитивен и моментално мислам дека има највисок раст од сите готвачи, има многу добра емисија на YouTube, проверете, страшно интересен лик и многу добар фраер. Кај се гледаш себе си во наредните 5 до 10 години? Се шалам, нема друго.